Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Денес ќе обработиме глава 38 од Старозаветната книга Излез. Се уште се наоѓаме во оној дел од книгата, каде се опишани деталите и упатствата за изградбата на шаторот. Во глава 25, Бог за прв пат му го даде нацртот за шаторот на Мојсей. И од тогаш наваму, поголемиот дел од главите се однесуваат на оваа тема. Веселеел беше главниот мајстор кој беше одговорен за изградбата на шаторот. Во текстот кој денес ќе го читаме и обработуваме, Мојсей обрнува особено внимание на надворешниот дел од шаторот, односно на дворот. Самиот шатор беше 30 лакти долг, 10 лакти широк и 10 лакти висок. Знам дека многу пати ги спомнав димензиите, но ги повторувам за да ги запомните. Доколку не сте го сториле тоа досега, ве охрабрувам да одите на интернет и да го побарате дизајнот на шаторот. Сигурен сум дека ќе најдете некои слики кои ќе ви помогнат да имате представа за тоа како изгледаше овој објект. Конструкцијата на шаторот, како и сите останати предмети кои се користеа во него, беа направени од дрвото шитим. Причината поради која Бог му заповеда на Мојсей да го користи токму тоа дрво е бидејќи е цврсто и тешко се крши. Сите материјали кои се користеа во изградбата на шаторот беа од врвен квалитет. Не само тоа, туку шаторот беше така дизајниран што беше лесно подвижен. Ке се сетите дека Бог ги водеше израелците преку столб од облак денски и преку огнен столб навечер. Кога столбот застануваше, тоа беше знак дека е време и израелците да застанат. Во такви околности, свештениците го составуваа шаторот и тој стоеше составен се додека Бог не им покаже дека е време повторно да се движат. Додека се движеа низ пустината, свештениците го носеа и ковчегот. И местото каде што се спушташе ковчегот беше местото каде што требаше да биде поставен шаторот. Во шаторот беа поставени 4 платништа, кои всушност ја покриваа конструкцијата. Првото платниште беше направено од лен, второто од козина која беше обоена црвена, третото од овнешка кожа, а четвртото беше направено исто така од животинска кожа. Убавината на шаторот можеше да се забележи однадвор, но внатрешноста беше навистина посебна. Секој детај имаше одредено значење и служеше за слава на Бог и за благослов на оние кои го гледаат шаторот и влегуваат во него. Димензиите на дворот од шаторот беа следни: 100 лакти должина и 50 лакти ширина. Во дворот се наоѓаа два предмети кои беа од исклучителна важност: бронзениот жртвеник и мијалникот. И жртвеникот и мијалникот беа предмети кои свештениците ги користеа за ритуали поврзани со гревот на народот. Пример: кога луѓето носеа жртви за принесување, свештеникот ја полагаше својата рака врз животното. Потоа го убиваше животното и го принесуваше на жртвеникот. По принесувањето на животното, тој доаѓаше до мијалникот, каде што мораше да се измие пред да влезе во шаторот. Во шаторот се влегуваше низ влезот кој води до првиот дел наречен светилиште. Во светилиштето на шаторот имаше 3 предмети кои служеа за славање и обожавање на Бог: маса со лебен принос, златен светилник и жртвеник за кадење. Свештениците не можеа да влезат во останатиот дел од шаторот, познат како светиње на светињите, местото каде што беше поставен ковчегот. Само првосвештеникот смееше да влезе таму, и тоа еднаш во годината, со цел да се застапува за народот. Сметам дека текстот кој ќе го обработиме денес е од исклучителна важност не само за израелците, но и за нас денес. Во првите стихови од глава 38 е опишана изградбата на жртвеникот за жртви сепаленици. Стих 1. И направи од дрвото шитим жртвеник за жртви сепаленици. 5 лакти долг и 5 лакти широк, 4 аголен, 3 лакти висок. Овој жртвеник беше првото нешто кое го гледаа свештениците штом влегуваа во дворот. Истиот служеше за принесување жртви сепаленици, како за гревовите на поединците, така и за гревовите на целиот народ. Бог му заповеда на Мојсей дека секојдневно треба да се принесуваат по 2 жртви за народот. Една наутро, една навечер. Ова беше единствениот жртвеник посветен на Господ Бог во Израел. И на народот не му беше дозволено да изгради друг. Секој кој ќе се обидеше да изгради друг жртвеник, ќе беше осуден за богохулник. Жртвеникот беше најголем од сите предмети кои се користеа во шаторот.
Текстот вели дека беше 5 лакти долг и 5 лакти широк. Не сум сигурен, ама мислам дека сите други предмети кои се користеа во шаторот ќе можеа да се сместат во самиот жртвеник. Неговата местоположба во дворот на шаторот беше ударна и тоа е така бидејќи жртвеникот беше символ за нешто многу важно, односно дека гревот е сериозен и може да биде простен. Последните неколку стихови се запишани детали и упатства поврзани со изградбата на самиот жртвеник, неговите димензии, алките кои беа поставени на него и слично. Нема да ги читам тие стихови, бидејќи ги прочитавме во една од претходните глави. Стих 8. Направи и мијалник од бакар и подножје од бакар со убави шарки, кои го красеа влезот на скинијата. Мијалникот беше направен од два дела. Долниот служеше за миење на нозете, а горниот за миење на рацете. Всушност, некои историчари велат дека во тоа време бронзата се користела како вид огледало, бидејќи кога добро ќе се исполира, таа има одлична рефлексија. Токму таква бронза се користеше при изградбата на мијалникот. Можеме да претпоставиме дека материјалите кои се користеа за изградба на мијалникот беа дадени од страна на жените, бидејќи во тоа време тие најмногу ги користеа. Ке се сетите дека апостолот Јаков во Новиот Завет пишува оти Божиот збор е како огледало, кое на луѓето им покажува кои се нивните гревови и им кажува како истите да се надминат преку силата и дејството на Светиот Дух. Како што мијалникот беше потсетник за потребата на свештениците да се исчистат, така и Божиот збор за нас е потсетник дека ни е потребно духовно и морално очистување. Самиот мијалник не ги миеше гревовите на луѓето, но беше символ за нивната потреба. Самата Библија не ги мие гревовите на луѓето, но е потсетник дека ни е потребно измивање и ни кажува дека истото ни е достапно преку смртта и воскресението на Исус. Последните неколку стихови се опишани димензиите и деталите поврзани со изградбата на дворот на шаторот. Стихови 9 до 17. И двор направи од јужната страна, а завесите му беа од пресукан лен, по 100 лакти долги, 20 столбови за нив и 20 подножја под нив од бакар, а кукичките за столбовите и обрачите нивни беа од сребро. Така и од северната страна. Завеси од 100 лакти, столбови за нив 20 и подножја под нив од бакар 20, а и кукичките за столбовите и обрачите нивни од сребро. А од западната страна завеси од 50 лакти, 10 столбови за нив и подножја 10, кукичките за столбовите и обрачите нивни од сребро. И од источната страна завеси од 50 лакти. За едната страна на вратата завеси од 15 лакти, 3 столбови за нив и 3 подножја под нив. И за другата страна завеси од 15 лакти, 3 столба за нив и подножја под нив 3. Сите завеси на дворот наоколу беа од пресукан лен, а подножјата на столбовите од бакар, кукичките за столбовите и обрачите нивни од сребро и врвовите нивни беа со сребро обложени. И сите столбови на дворот беа со сребрени обрачи поврзани. Како што можете да забележите, стиховите кои ги прочитавме ни ги даваат димензиите на дворот од шаторот и материјалите со кои беше направена оградата на дворот. Само на свештениците им беше дозволено да влезат и да служат во дворот, а останатиот дел од народот мораше да биде надвор. Оградата направена од лен беше тоа што го одвојуваше обичниот човек од пристапот во шаторот, а и во одредена смисла од самиот Бог. Начинот на кој израелците можеа да се поврзат со Бог беше во контекст на шаторот, но за тоа им беа потребни свештениците кои ќе се застапуваат во нивно име. Тоа не значи дека израелците не можеа да му се молат на Бог, но за принесувањето жртва им беа потребни шаторот и свештениците. Од новозаветна перспектива, во некои аспекти нештата се поинакви, но во некои аспекти се слични. Самите ние не можеме да му пристапиме на Бог и да имаме заедништво со Него. Потребно ни е посредништвото на Неговиот Син Исус Христос, за кого во посланието до евреите пишува дека е нашиот првосвештеник. Поради Неговата смрт и воскресение, ние имаме пристап до Бог Отецот и можеме да имаме заедништво со Него. Жртвеникот е символ на Неговата смрт, а мијалникот на Неговата сила, која постојано не чисти од гревот. Иако самите ние сме виновни за тоа што нашето општање со Бог е нарушено, сепак тој беше оној кој ни овозможи да се обнови нашето општање и да имаме заедништво со Него. Тоа е вистинска љубов и грижа.
што се однесува до ленената ограда на шаторот. Во текстот пишува дека оградата беше направена од столбови, кои исто така имаа подножја, но истите беа направени од бакар. Во Библијата, бакарот е метал кој го символизира Божиот суд. Сетете се на визијата која Јован имаше од Господ Исус, а е запишана во Откровение. Таму пишува дека неговите нозе беа како бакар. Бакарот не потсетува на реалноста дека Бог е праведен и мора да го суди гревот. Никој не може да воспостави заедништво и општење со Бог, доколку не го признае и исповеда својот грев. Бог е праведен и мора да го казни гревот. Но ако го исповедаме гревот и бараме простување, во такви услови жртвата на Господ Исус е замена за нас. Ленената ограда имаше столбови, чии подножја беа направени од бакар. Но нивните врвови беа направени од сребро. Како што спомнав претходно, среброто е символ на откупувањето, а за тоа ќе размислуваме и подоцна во ова предавање. Гревот и откупувањето се тесно поврзани, и затоа металите кои се користеа при изградба на столбовите за оградата ги символизираа овие две духовни вистини. Оградата беше еден вид препрека помеѓу Бог и човекот, и покрај другото нејзината цел беше да им даде до знаење на луѓето дека Бог е свет и дека не можат да му пристапуваат како што сакаат. Тој воспостави одредени принципи, кои важеа за начинот на кој луѓето можат да му пристапат и да се помират со него. Сето тоа беше само предслика на она што Бог го направи подоцна преку откупителното дело на неговиот син Исус Христос. Преку Исус, Отецот им даде можност за помирување на сите луѓе. Тоа се однесува и на вас. Ке го прочитам следниот стих, во кој е опишан влезот од дворот, односно завесата на вратата. Свештениците мораа да влезат преку неа, за да извршат својата служба во дворот. Стих 18. А завесата на вратата од дворот, везена, од сина, пурпурна и црвена волна и од пресукан лен, долга 20 лакти, а во висина по целата ширина 5 лакти, како и другите завеси во дворот. Боите на завесата можеме да ги поврземе со Господ Исус Христос, неговата природа и неговото дело. Сината боја не потсетува дека дојде од небото. Црвената е символ за крвта која ја пролеа, а пурпурната е символ на неговата царска улога. Тој беше роден како цар на евреите. Патем, оградата беше навистина висока. Бог имаше конкретна цел зошто му кажа на Мојсеј да ја направи оградата толку висока. Поентата беше народот да не може да гледа што ќе се случува внатре, ниту пак да може лесно да се прескокне преку неа. Единствениот начин да се влезе во дворот беше преку вратата, која беше доста широка. Во дворот на шаторот се влегуваше преку една врата и тоа е многу добра предслика на спасението од новозаветна перспектива. Во Божјото царство можеме да влеземе само преку една врата, а тоа е Господ Исус Христос. За да се стигне до најдлабокиот дел од шаторот, светињата на светињите, потребно беше да се мине низ 3 влеза. Токму тој дел од шаторот беше символ за Божјото присуство. Според мене, 3 влеза кои водат до Божјото присуство се слика за Господ Исус Христос. Господ Исус рече: "Јас сум патот", односно патот до помирување со Бог Отецот. Тој рече и: "Јас сум вистината", и дека Бог е дух, и затоа треба да му се поклонуваме во дух и вистина. Тоа значи дека треба да го обожаваме таков како што ни се открил во Светото Писмо, а не како што ние мислиме или сакаме да биде. Затоа не е можно вистински да го славите Бог во цркви кои се либерални или во кои нема поуки од Светото Писмо. Луѓето кои го слават Бог, но не во светло на вистината објавена во Светото Писмо, се луѓе кои не го слават, туку го навредуваат. Господ Исус рече и: "Јас сум животот", односно тој е животот кој произлегува од Бог и секој кој верува во него има вечен и изобилен живот. Завесата, која ги одвојуваше светилиштето и светињата на светињите, е истата завеса која се расцепи при смртта на Господ Исус. И со тоа на секој од нас му беше достапен пристап до Бог Отецот. Исус рече: "Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа кај Отецот, освен преку мене." Ако сакаш да се помириш со Бог, потребен ти е посредник. И само еден може да биде посредник за тоа: Господ Исус Христос. Секој грешник, а тоа значи секој човек кој сака да добие вечен живот, има потреба од посредништвото на Синот. Слушнете што пишува во стиховите 25 и 26. "А среброто преброено од дародавците
100 кикари и 1775 шекели. Свештени шекели. По половина шекел од човек. Пресметано според свештениот шекел. Од секој што доаѓа на пребројување. Од 20 години и нагоре. Од 603.550 души. Предпоставувам дека на повеќето од вас читањето на овие стихови воопшто не ви беше интересно и затоа нема да се обидам да ги коментирам истите. Но тоа не значи дека само ќе ги прескокнеме, бидејќи во нив има важна духовна порака за нас денес. Се разбира, пораката не е дека секој од нас треба да донира сребро во црквата за да добиеме откуп на нашите души. Господ Исус Христос веќе го плати откупот со својата крв, а тоа е многу повредно од злато и сребро и е доволно за нашето спасение. Никој од нас не може да го купи своето спасение. Така што, немојте воопшто да се обидувате да го направите тоа. Но, среброто е металот кој е символ за откупот на израелците и секој од нив требаше да донесе принос од сребро за потребите на шаторот. Кога станува збор за евреите и нивната положба како Божји народ во Божјите очи, некои луѓе се прашуваат дали сите тие ќе бидат спасени само зашто се дел од Божјиот народ. Моето лично мислење е дека нема да бидат спасени само поради тоа што се евреи. Како во Стариот Завет, така и на судниот ден, само дел од народот ќе биде спасен, односно оние кои биле верни на Бог. Истото се однесува и на црквата. Немојте да мислите дека ќе биде спасен секој кој оди во црква или прави некакви духовни ритуали и обреди. Пред некое време разговарав со еден човек и ми рече: "Јас и сопругата редовно одевме во една црква. Но не видовме некаква корист од тоа бидејќи никој во црквата не ни кажа дека треба да се покаеме и да го добиеме спасението." Тоа е жалната реалност за некои од црквите денес. Луѓето кои се дел од нив не слушаат за гревот, покаянието, спасението, послушноста и други теми кои се суштински за христијанската вера. Евреите кои не веруваат и не живеат послушен живот нема да бидат спасени. А истото се однесува и за оние луѓе кои се нарекуваат христијани. Таквите не се откупени со крвта на Христос. Ке го прочитам стих 27. 100 кикари сребро беа употребени за лијање на подножјата за светилиштето и подножјата за завесите. 100 подножја од 100 кикари, по кикар на подножје. Секој израелец требаше да даде сребро како откуп за својата душа, а токму тоа сребро беше употребено за да се направат подножјата, односно основата на шаторот. Основата на шаторот беше тоа што израелците го дадоа како откуп. Зарем тоа не е прекрасна предслика на основата на христијанската вера, односно жртвата која Господ Исус ја даде за наш откуп? За разлика од израелците, ние немаме потреба да го плаќаме својот откуп, бидејќи Исус веќе го стори тоа за нас. По книгата на пророк Исаија, глава 55, Бог им вели на израелците дека секој кој е гладен и жеден може да дојде кај него и да јаде колку сака, но бесплатно. Единственото нешто што се бараше од нив е да признаат дека се гладни и жедни за него, за неговата милост и спасение. Дали сте жедни за Бог? Дали сакате да се напиете од водата на животот? Бесплатна е. Спасението е бесплатно за нас, но Бог го плати скапо, бидејќи го даде неговиот син да умре на крстот за да не откупи. Како што основата на шаторот беше направена од среброто кое беше дадено за откуп, така и основата на христијанската вера е откупот кој Исус Христос го плати за секој од нас. Во овие стихови имаме навистина прекрасна предслика на Евангелието. Фала му на Бог, што цената за нашето спасение е веќе платена, и тоа не со пари или злато, туку со крвта на Исус Христос. Единственото нешто што се бара од нас е да веруваме во тоа што Бог го стори за нас. Имате ли потреба од спасение? Дали сваќате дека имате проблем со гревот? Ако одговорот е да, дојдете кај Бог во молитва и побарајте да ви прости и да ви даде нов и вечен живот. Следниот пат ќе завршиме со обработка на книгата Излез. Се надевам дека ќе ни се придружите. До тогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар
или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.